Почитувани представници на медиумите, како што знаете, ја гледате и самите сликата во село Добрејци од најголемата ангажираност на градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, кој се алто го остави како самото на себе, на самиот заборав од 19 век, бидејќи и самите таксисти кои гравитираат према Добрејци не сакаат да возат, целиот пат е дупки и не се зима никаква одговорност. На сите избори тој само ветува дека Добрејци е село, приградска населба, но никогаш до сега во неговите мандати нема услови за приградска населба. Оваа вода што ја гледате тука е центарот на село Добрејци. Дали има таков центар во општината и во самиот град? Значи, трошат пари на уредување на тротоари, а тротоар не постои. Исто така се направи уредување на селскиот центар на исто како да е некое трло заградено и нема никакво одржување. Само се трошат пари од општината, а немаат никакво одржување и никаква реализација. Граѓаните од село Добрејци се незадоволни од многу причини, бидејќи проектот се за тампонирање на полски патишта се ангажира, самите граѓани, самите селани се ангажира и собраа средства за проект 1:1 со општината, за да можат да имаат пристап до своите ниви. Парите што се собрани, околу 100.000 денари, се внесени во општината, но тие не даваат никаков резултат дека ќе дојде до реализација на самиот полски пат. Секогаш ветуваат дека ќе дојдеме утре, бараме изведувач, а со наши пари тие се немаат никаква одговорност. Канализацијата која е ветена со години назад во село Добрејци, до ден денес нема ништо. Ни ветија во јануар месец, кога не повикаа во општина Струмица, во урбанизмот на општина, во канцелариите за урбанизам на општина Струмица, таму граѓаните од село Добрејци дадаа согласност за отпочнување и искупување на канализацијата, кој е најголем проблем во селото, бидејќи септичките јами со големите поплави, тие се изливаат и сте и вие сведоци на самото тоа во поплавите што беа во пролетта и изминатите години. Јамите се изливаат и течаат по самите улици на село Добрејци. Значи, господинот градоначалник Заев е незаинтересиран за проблемите на жителите на село Добрејци. Тоа се гледа во секој миг и на секаде. Исто така, во село Добрејци, во училиштето работи лице со години кое е деградирано и работи како хигиеничар, а е со високо образование оделенски наставник, бидејќи не припаѓа на таа политичка опција и не може да го добие своето работно место по соодветното образование, иако наставници одаат во пензија од истото училиште.
слушнавме дека општина Струмица има поднесено проекти за реновирање и реконструкција на културниот дом на село Добрејци, а вие може да видите дека културниот дом е изнајмен и е даден под концесија на приватна фирма која стопанисува, а ние се прашуваме граѓаните од село Добрејци за каде ќе бидат наменети тие средства за културниот дом кога тој не постои. Проблеми граѓаните на село Добрејци ги имаат и тие им се секојдневни и тежниот исто така и уличното осветлување е голем проблем во село Добрејци, каде што има улици што не се осветлени доволно и ставаат некои си штедливи сијалици кои само ја обележуваат самиот електричен столб, а не и улицата. Затоа граѓаните секој месец плаќаат за јавното осветлување. Затоа ние граѓаните од село Добрејци сакаме да му порачам на господинот Заев да ја напушти функцијата, да си даде оставка и да има нови избори за градоначалник на општина Струмица и да може општината да почне да работи за граѓаните на општината.